Се уште не споделува такви информации од Министерството за внатрешни работи, најверојатно чека да помине оној првото деноноќе, односно првите 24 часа откако функционира системот, за може да ги соопштат и првичните информации за тоа колку казни се изречени и официјалните информации ги најавија за во текот на утрешниот ден. Од она што известно е дека СФСТ започна со работа, систем на Министерството за внатрешни работи, кој според Министерството треба да заштитува човечки животи и да спречува жртви во сообраќајот. Камерите се поставени на сообраќајници, на раскрсници, каде што прекршуците се најчести, а последиците најтешки. Како и на оваа раскрсница во моментов каде што се наоѓам, каде што и се случуваат и многу често сообраќајни несреќи кои за жал некои завршија и со трагични последици. Од она што е важно за возачите е тоа дека има нов прак на толеранција, истиот го соопшти и министерот за внатрешни работи синоќа, но и денеска премиерот Мицкоски, така што за оние возачи кои што возат во урбани средини, односно во градови, како и во оние споредни улици каде што има и во близина училишта и градинки, каде што брзината е дозволена од 30 до 50 км на час, ќе се толерираат 6 км на час дополнително ако се вози, така што на овие места ќе може да се вози 36, а казна ќе стигне ако возите 37 км на час, додека пак во оние средини каде што е дозволено да се вози од 50 до 100 км на час, обично регионалните патишта, тука ќе се толерира ако се вози дополнителни 9 км на час, додека пак на автопатите ќе се толерира на зголемување на брзината од 12 км на час, така што ако некаде е дозволено до 100 км, ќе се казнува од 113 ако возите, додека пак на автопат каде што е дозволено да се вози 120, ќе бидете казнети ако возите 133 км на час. Во продолжение го слушнаме и премиерот Мицкоски со деталите околу овој прак на толеранција. Го зголемивме прагот на толеранција, односно до 50 ќе биде прагот на толеранција 6 км на час, над 50 ќе биде 9 км на час и над 100 ќе биде 12 км, и односно над 90 ќе биде 12, мислам над 90 или 100, се не ме фаќате за збор, 100 ќе биде 12 км на час. Значи се зголеми таа толеранција да не се казнуваат, но како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до оние европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве, ние сме негде сега на 15%. Но не е поентата да се казнуваат граѓаните. Поентата е да нема сообраќајни незгоди, да нема последици како резултат на тие сообраќајни незгоди, да нема сообраќајни незгоди со фатални последици и загубени човечки животи. Така што, суштината е таа, од утрово немаме некои поплаки, да, очекувам да се драматично намали бројот на прекршоци и казни. Слушнавме, Тамара, која ќе биде толеранцијата, но кои ќе бидат казните за оние кои ќе ја пречекорат и оваа толеранција? Да, најпрво во првата фаза, сепак СФСТ системот ќе регистрира само 4 прекршоци, така што оние возачи кои што нема да сакаат да плаќаат казни, ќе мора да ги почитуваат правилата, бидејќи казните се од минималната е 15 евра, но изнесуваат до 500 евра, како и одземање на возачката дозвола. Сепак, иако има толеранција околу брзината, камерите ќе евидентираат и поминување на црвено светло, непрописно паркирање, како и доколку возите возило кое што не е регистрирано. Ние денеска направивме и анкета со граѓаните пред и со самиот старт на СФСТ системот, кој што велат го поддржуваат, некои велат дека и воопшто не возат веќе возило низ град, бидејќи има многу гужви, но сепак смета дека со ова ќе се стабилизира и сообраќајот, како и дека ќе се намалат оние сообраќајни несреќи во главниот град, па во продолжение ги слушнеме и нивното мислење. Добра идејата, очекувањата се дека ќе се намалат сообраќајните несреќи. Вие возаш сте? Возат сум, ама заради големите гужви се поретко вози. Ја мислам дека е добра, апсолутно, и не треба да дискутираме за тоа.
Не само заради степенот на несреќни случаи, жални и така натака. Мислам, се надам дека тоа ќе не натера да бидеме повнимателни, како што треба да бидеме. Еве, вие како возач, колку ви се промени начинот на возење во овој тест период дури беше? Па сега често гледам на брзинометарот и мислам дека е тоа тој процес што ќе треба некој време да помине, да се привикнеме на тоа. Само пред самиот крај да се одјавам, да напоменам и за возачите дека со оглед на оние стотици илјади прекршоци кои што беа во текот на тест периодот, за да не се натрупува прекршочниот суд кој што работи со истите капацитети, МВР им дава опција на оние граѓани кои што ќе сторат посериозен прекршок кој што предвидува и одземање на возачката дозвола, дека во оној рок што ќе биде даден од 8 дена доколку ја платат казната, меѓутоа и дадат согласност за забрана за возење, дека истата доколку пред суд би било минимално 3 месеци, тука доколку дадат согласност ќе им биде одземена дозволата, односно ќе имаат забрана за возење преполовен, односно 45 дена и ќе платат и преполовена казна, додека пак прекршокот предвидува пред судот одземање на возачката во време трајање од 6 месеци, доколку се согласат и ја платат казната, истата ќе им биде одземена на 3 месеци. Со ова ќе би се намалиле гужвите во прекршочниот суд, а им се дава и се како опција на граѓаните да платат, но и да им биде до забраната за возење всушност преполовена. Цаци, тоа се информациите од денеска. Утре се надеваме дека ќе ги има и првичните информации од Министерството за внатрешни работи околу тоа како поминале првите 24 часа од функционирањето на SafeCity.